ден, драги ученици! Денес имаме една нова лекција за вас. Обработка на печатна буква П. Ова се адаптирани наставни содржини по македонски јазик, а лекцијата за вас ја подготви наставничката Милица Серафимовска од Посебното основно училиште доктор Златан Сребец, Скопје. Значи да повториме. Денес ја учиме буквата П. Треба да научиш. Да ја воочиш и да ја покажеш буквата П. Правилно да го изговараш гласот П. Да ја воочуваш П во зборови. Да научиш да ја пишуваш буквата П. Да ја воочуваш П во песнички и куси текстови. Да препознаваш и изговараш слогови. Ајде да го изговориме гласот П. Гласот П е устен плозив. Спој ги горната и долната усна. Земи воздух, но не пуштај го. Задржи го. А потоа нека пукне низ усните. П. 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 Кои зборови почнуваат на гласот П? П како патики. П. Петел. П. Пижами. П. Портокал. П. Пет. Патики, петел, пижами, портокал, пет. Гласот П во средина на зборот. Топка, супа, компир, капа. П на крајот од зборот. Стоп, лаптоп. Каде е гласот П, односно каде е буквата П? Препознај, покажи. П. 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 Ајде да вежбаме слогови. Буквата П и буквата А го имаме слогот па. Па, па. Буквата П и буквата Е го добиваме слогот Пе. Пепе, пепе. Со буквата П и буквата И го добиваме слогот Пи. Пи-пи, пи-пи. Со буквата П и буквата О го добиваме слогот По. По. Со буквата П и буквата У го добиваме слогот Пу. Пу. Да повториме. Па. Пе. Пи. По. Пу. Можеш да ги вежбаш слоговите и понатака. Време е за пишување на буквата П. И големата и малата П се пишуваат исто. Една права линија од горе надолу. Се надоврзува легната од лево кон десно и уште една права линија од горе надолу. И така ќе ја напишеш буквата
П. Значи, една линија одгоре надолу, една легната линија и уште една линија одгоре надолу. Пробај, не е тешко. Повежбај, пишувај ја буквата П. Внимавај на просторот. Именувај, изговарај поими на П. Папагал, полицаец, пеперутка, петел, пријатели, пиштол, прасе, портокал, патлиџан, праска и така натака. Има многу зборови на буквата на гласот П. Сигурно и ти ќе се сетиш на некој. П во реченици. Пале има 5 прсти на една рака. А колку прсти на твојата рака имаш ти? Изброј ги и кажи. Петар плива во Пештани. Кој плива во Пештани? П. Петар. А каде плива Петар? Во Пештани. Изборот Петар, изборот Пештани почнуваат на буквата П, но и глаголот плива. Што прави Петар? Плива. Зборот плива почнува на буквата П. Птицата пее најубава песна. Во зборот птицата П е на почеток на зборот и во зборот песна П е на почеток на зборот. П во кус текст. Во овој текст треба да ја воучиш буквата П. Во зборови и во реченици. Пробај да ги изговориш зборовите и да ја запомниш содржината на текстот. Може би ќе можеш и да го раскажеш текстот на твоето братче или сестриче. Текстот се вика Писмото на Пале. Пале отиде на патување со мама и тато. Таа му напиша писмо на дедо Петар во Прилеп. Дедо, ние пристигнавме. Пролетта е време за патување. Времето е пријатно. Посетивме убави места, но во Прилеп кај тебе дедо е најубаво. Те поздравува Пале. Дали ти знаеш да напишеш писмо? И ако не знаеш, не е страшно. Има време ќе научиш. Ете, Пале умее да напише писмо. На кого му напиша Пале писмо? На дедо Петар во Прилеп. Слушни го текстот уште неколку пати. Сигурно ќе ти биде полесно да одговориш на едноставни прашања во врска со кусиот текст. Се надевам дека лекцијата ти беше интересна. Ти благодарам што следиш и вредно учиш. До следната лекција, до гледање!